Добар ден, почитувани. Ја следите најновата Телма амбуланта. Во денешната емисија ќе ја истражуваме поврзаноста помеѓу стресот и кардиоваскуларното здравје. Што се случува со нашето срце ако постојано живееме под притисок? Зошто стресот го забрзува срцевиот ритам, го покачува крвниот притисок и тивко го штетува срцето? Дали на стресот треба да се гледа како на сериозен ризик фактор, исто како на пушењето и високиот холестерол? На оваа тема денес разговараме со доктор Сашко Николов, интервентен кардиолог. Разговорот ќе го проследите по рекламите, како и досега ќе имате можност да поставите прашање во програма. Останете на Телма. Какво е влијанието на стресот врз здравјето на срцето? Ова прашање ќе му го упатиме на доктор Сашко Николов, интервентен кардиолог од клиничката болница Штип. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата. Прекрасно да се биде ваш гостин. Докторе, што се случува во нашето тело кога ќе се соочиме со стрес? Дали секогаш ќе се излачат оние хормони на стресот? Па видите, кога стрес ни е буквално будењето до легнувањето. Ние живееме во 24-часовен стрес. Кога тоа може да го ставиме компаративно, да го разбере населението, немедицинското население, стресот како ладен воздух во телото. Значи, кога ќе не удри ладен воздух во врела просторија, ладен воздух, тоа е стрес за организмот и така организмот го доживува. Што прави мозокот? Мозокот нагло продуцира високи дози на адреналин. Адреналинот делува спазматично, одnosno констрикторно на мускулатурата, ја стега, ја напиња, и тоа можеме да го споредиме како кај глувциве кога ќе се накострешат. Ние сме го имале тоа на вежби кога сме учеле физиологија како студенти, даваме адреналин на глувците и буквално им се наежува кожата, им се креваат влакната мускулус, еректори, спили се накострешува. Тоа го прави адреналинот на нашето тело, ја стегнува мускулатурата, ги стегнува крвните садови, не прави да бидиме агресивни према себе, тој стрес, и додека не се стабилизираат тие концентрации на адреналин кои што нагло ги испушта мозокот од стресот, ние во таа состојба дури можеме да бидеме и некритични, може да направиме работи кои што не би ги направиле, например, во една свесна ситуација. Така да, стресот ќе го ставиме како еден живот, компаративно гледано, како автомобилите. Ако имаме Формула 1 автомобил, кој што знаеме дека прави перформанси за една трка, огромни перформанси, имаме наш автомобил кој што го користиме 10-20 години. И меѓутоа си го возиме 90-100 км на сат. Стресот е исто како да имаме една Формула 1, да живееме во стилот на Формула 1, меѓутоа треба да знаеме дека тој болид после трката прави комплетен ремонт на моторот, на шасијата, на амортизерите, додека на нашето тело не може да му направиме комплетен ремонт. Така да, стресниот период кој што го доживуваме, тоа е така нареченот акутен, меѓутоа надоврзувачки и хроничен стрес, прави да нашиот организам живее под нагла газ или под високи обратеи на самото срце, на самиот мозок, на самиот метаболизам, и тоа предизвикува на долгорочна стаза низа несакани ефекти, односно тоа се вика зачаран круг или циркулум витиозус, кои што предизвикуваат од друга страна диабет, предизвикува, значи, масноти во крвта, хипертензија, атеросклероза напредната и на крајот завршуваме со мозочни, срцеви инфаркти по телото и така натаму и така натаму. Докторе, а дали ненаедената лоша вест може да ни го оштети срцето? Што е тоа синдром на скршено срце? Синдром на скршено срце е баш состојба на организмот каде наглиот емотивен стрес, дали тоа ќе биде емотивен стрес, дали тоа ќе биде психички стрес, дали тоа ќе биде некое невролошко пореметување кој што може да предизвика високи, зборуваме огромни дози на адреналин кои што ќе се излачат од симпатичкиот дел на мозочниот систем, предизвикува да во даден момент на метаболно ниво на клетките на срцевиот мускул ја изгубат својата еластичност и тие се прошируваат. И кога ќе го видиме ние тоа срце на ехокардиографски преглед, има форма на крушка. Значи, буквално апексот на срцето е издилатиран и проширен и прекина да се движи. Некаде 80 до 90% од оваа состојба, синдром на скршено срце или такоцубокардиомиопатија, го имаат сеело кај жените. Кај мажите 10%, меѓутоа смртноста кај жените е некаде околу 5 до 6%, а додека овие 10% кај мажи што се јавува кардиомиопатијата такоцуба,
смртноста е дупло поголема кај мажите отколку кај жените. Значи 12% е смртноста кај мажите. Така да наглите концентрации на адреналин во телото обично ги имаат жените после пораѓање, постпартална депресија се јавува постпартална кардиомиопатија, ради емотивниот стрес што го добиваат жените за време на целиот тој процес на бременост и пораѓање, може да се јави најчесто кај трудниците после пораѓањето да се јави таа синдром на скршено срце, односно проширено срце, кое што за среќа, ако се фати навремено со соодветна терапија, се буквално реверзибилно враќа срцето во една нормална состојба. Колку често е овој проблем? Па видите, во светот некоја статистичка бројка извадивме пред некое време, да од 2016 до 2020 има една статистика извадена дека некаде во светот се хоспитализирани над 200.000 луѓе со такоцубокардиомиопатија. Со синдром на скршено срце. Синдром на скршено срце. Значи, ние зборуваме дека пошто овој синдром на ЕКГ, кој ќе го видиме, имаме есте елевации, имаме промени на електричниот сигнал на срцето, ние многу често ова ќе го поистоветиме и со инфаркт на срце. И статистички гледано 1 до 2% од сите срцеви инфаркти кога ќе ги направиме коронографија, ќе видиме дека имаат чисти крвни садови, се припаѓаат на групата на синдром на скршено срце или такоцубокардиомиопатија. Така да бројката од 200.000 луѓе хоспитализирани со такоцубокардиомиопатија или синдром на скршено срце е сериозна бројка и треба и ние како кардиолози, како лекари, генерално даваме еден сериозен осврт према ваквите ситуации кај пациентите, поготово кај помладата популација, кај што може да се јави почесто. И навременото откривање, кажав пред малку, дека можеме со соодветна терапија да го реверзибираме, да го вратиме срцето во првобитната состојба, без да има трајни последици за пациентката. Меѓутоа, пак кажувам, затоа ние кај младите, поготово младите жени, секојаш градната болка, симптомите што ги манифестира, треба да ги сватиме сериозно, да се направат соодветните неинвазивни испитувања, ЕКГ, ехокардиографија, да се земе лабораторија комплетно, за да не се испушти баш оваков еден инцидент на една ваква синдром на скршено срце кој што може да речеме да го однесе односно еден млад здрав организам да го доведе во групата на тежок и ирреверзибилен кардиолошки процес. Докторе, дали секогаш кога сме изложени на голем стрес ќе ни се забрза работата на срцето и ќе ни се покачи притисокот? Па видите, срцето е емотивен орган. Јас му сакам да кажам дека причината за создавање, првиот сигнал кој што се јавува од кој ќе се зачне плодот е срцевата работа, срцевиот импулс. Па од него се градат крвните садови кои што го прават срцето и причина за пораѓањето е развивањето на предкоморната преграда и затоа излегува плодот. Што значи дека срцето е поврзано со сите емоции на човечкото тело. Така да секоја наша реакција, секое наше, да речеме, позитивно изненадување, негативно изненадување, жално изненадување и така натаму, прави една реакција на срцето. И срцето може да забрза, може да успори, може да го крене притисокот, да го спушти притисокот. Значи ние не зборуваме за една дека срцевиот пулс треба да биде 75 удари во минути и не смее да мрдне над 75 или да оде под 75. Или срцевиот притисок треба да биде 120 со 80 и не смее да варира горе. Сите овие се синусоиди во нашиот живот. Дали не ќе се смееме додека јас сега разговарам, ми се покачува крвниот притисок, ми се забрзува пулсот, кој ќе прекинам, кој ќе разговарате вие, ќе ми се спушти притисокот, ќе ми се спушти пулсот. Тоа е таа емоција која што преку симпатичкиот и парасимпатичкиот дел на мозокот, кој што е директно поврзано со инервацијата и васкуларизацијата на срцевиот мускул, срцето реагира. Имав пред година и пол пациент кој што пред 5 години доби тежок миокарден инфаркт со една главна запушена артерија, меѓутоа беше дојден доцна кај нас во болницата, го стентиравме, за жал неговото срце остана проширено и ги пробавме сите можни медикаментни лекови со цел да ја подобриме, да го подобриме неговиот квалитет на живот и на крај пробавме состојба со антиоксидативна терапија, односно инфузии со глутатион. После месец дена примењето на глутатионот, пациентот дојде и кажа: "Докторе, ја повторно почнав да си го чувствувам срцето." Што значеше тоа? Тоа значи дека на мојата среќа, на мојата тага, срцето ми реагира. Претходно не ми реагираше, вика. Сега веќе после 5 години си го чувствувам дека срцето реагира, што значи дека главната симбиоза на мозокот, сите органи во телото и срцето представува самата инервација. И ние кога подобриме инервацијата, го подобруваме и срцевиот Значи, голема поврзаноста помеѓу мозокот и срцето.
Едно без друго не можат. Значи мозокот му дава насоки, волја или деволја на живот на срцето, а срцето му дава крв и крвни деривати на мозокот. Така да тие два органа се, да речеме, двигатели на целиот наш организам за тоа како да може да функционира. Мозокот е тој што му диригира на срцето дали да го покачи и да го спушти крвниот притисок, а срцето е еден автоматски часовник кој што континуирано од денот на создавање, на зачнување, па до денот на смртта работи непрекинато. А мозокот е диригентот кој што му кажува дали да го забрза пулсот, дали да го успори пулсот, дали да го покачи крвниот притисок, дали да го намали крвниот притисок. Така да овие два органа се, да наречам, еден двигател кој што, базирајќи се на видот, слухот, вкусот, допирот, сите тие сензитивни реакции преку мозокот генерираат една состојба на срцевата реакција. Докторе, ние сите велиме дека живееме постојано под стрес. Сега има хроничен стрес и акутен. Па која е разликата кога станува збор за здравието на срцето? Акутниот стрес е денеска кога брзав од болницата во Штип, кога имавме две интервенции да ги завршиме навремено и како што треба, и кога патувавме према Скопје, за која ја видов гужвата кај Битпазар, си реков дека нема да стигнеме на емисија. Тоа е акутен стрес. Хроничниот стрес е стресот кој што го живее. Значи, ние се будиме од сабајле, будењето е најголемиот стрес за човечкото тело. Што се случува? Значи има и позитивен стрес. Видите, стресот како стрес е состојба на изненадување на организмот. Дали тој изненадување ќе биде во позитивна смисла, односно ќе не израдува, па ќе ендорфинот, после адреналинот ќе се ја превземе улогата, или пак ќе подржи адреналинот да го развива кортизолот за да предизвика уште поадренергична реакција на организмот. Тоа зависи од тоа каква емоција ќе предизвика стресот кој што го доживуваме тој момент, така. Типот на стресот, дали тоа е убав стрес, значи изненадување, среќен роденден стрес, или ќе биде стрес сообраќајка, или ќе биде стрес некој починал. Тоа е негативниот стрес или дали се будиме наспани или не разбудил часовникот и ни се спие многу? Генерално уште пред да ни звони часовникот, организмот се буди сам по себе. Тоа е начинот на кој што нашиот биоритам е навикнат да функционира. Што значи дека на нашиот организам му требаат квалитетни 6 до 8 часа сон. Зборуваме за адултите, кај децата и 8 до 10 часа. Кај адултите со 6 часа сон во правилен период од ноќта, е веќе наспан организмот, одморен, регенериран, репариран и е спремен за активностите за наредниот ден. Меѓутоа, тоа треба да биде од 10 часот навечер до 5-6 наутро. Зборуваме за тој период од 6 до 8 часа сон. Што значи дека во 4,5-5 наутро, 1 сат пред да се разбудиме, започнува еден процес, ендоген, хормонски процес во нашето тело, кај што мозокот почнува да лачи адреналин во мали дози, кои што ја стимулираат надбубрежната жлезда да почне да го лачи кортизолот. Кортизолот е хормон кој што го лачи надбубрежната жлезда и тој прави да организмот и метаболизмот почнува да се раздвижува и да се размрдува. И тоа е првиот стрес и е најголемиот стрес кој што го доживува секој човечки организам додека спие. Бидејќи ние во сонот имаме фаза на плиток сон, длабок сон, рем фаза и повторно имаме фаза на будење каде што веќе почнуваат овие хормонски активности и овие го прават тој фактички стрес на организмот, кортизолот нагло расте и ние почнуваме фаза на будење, почнуваме да се вртиме во креветот, почнуваме да сонуваме некои брзи сонови кои што буквално не вадат од подсвеста на мозокот, не вклучуваат во свеста и тоа е првиот стрес кој што го ние како организам доживуваме. Сега, кога ќе се разбудиме, кортизолот почнува да си паѓа, да се активираат допаминските рецептори и ние почнуваме да функционира. Така. Тоа е начинот на кој што функционира нашиот организам. И кога ќе станеме, и ако биде се убаво, сопругата, децата, бабите, дедовците, сонце надвор, тоа буди една позитивна атмосфера, тоа е веќе позитивен дел од стресот кој што лачи ендорфин, организмот, мозокот, па тоа веќе ни пруži една насмевка на лицето, насмевка на очите, насмевка на душата, тоа го викаме на срцето, значи осеќаме една топлина во градниот кош, кое што веќе влагуваме во фаза на активација на организмот. И сега, ако имаме на ваков момент да имаме стресна ситуација, да мораме да трчаме, да брзаме некаде, нешто да завршиме, некоја цел кој што сме ја поставиле, не сме ја постигнале,
тогаш влегуваме во тој негативен стрес кај што мозокот преку адреналиничниот систем и симпатикусот и парасимпатикусот лачи високи дози на адреналин, кои што организмот не може да ги рецепторите во организмот не можат да ги прифатат сите тие адреналински концентрации и тие шетаат по телото и тогаш ние веќе навлегуваме во една фаза на хроничен стрес која што вишокот адреналин во организмот ние мораме да најдеме начин како да го исканализираме. Така, сега што ако некој, да речеме, постојано, секојдневно има притисок на работното место и живее еден хроничен стрес, има ли проблем со срцето? Па ќе ве прашам вас, вие колкав стрес имате од утрово до денеска? Така, сите го имаме. Сите ние го имаме. 21-виот век и начинот на кој што го живееме предизвикува буквално еден стрес и од самото будење па до самото легнување. Сега што е убавината на овој 21 век? Убавината е на сите можности што ни ги дава социјалното општество. Трчањето, вежбањето, возењето велосипед, начини како да го истрошиме вишокот адреналин кој што ни е излачен од мозокот. Бидејќи само на тој начин ние ќе успееме да направиме баланс во нашиот организам. Значи мора да се стремиме кон тоа. Мора да се стремиме, бидејќи вишокот адреналин што ќе направи на долгорочна стаза. Значи вишокот адреналин ќе го предизвика над бубрегот да лачи кортизол. Ако не го исканализираме адреналинот да го истрошиме. Кортизолот од друга страна ќе предизвика несоница. Самата несоница ќе предизвика дополнително лачење на адреналин, дополнително лачење на кортизол, значи повторно влегуваме во тој зачаран круг. Тоа ќе предизвика значи еден хроничен замор, болки во грбот, малаксаност, ќе почнеме она централ обезити го викаме ние лекарите кај што гушата стомакот се дебелееме, а не јадеме. Тоа е затоа што кортизолот има за улога да го синтетизира гликозата во организмот и да лачи нови поголеми количини на шеќер, гликоза. Меѓутоа ако ние тоа не го трошиме, се враќаме во еден друг метаболизам на липиден систем каде што оваа глукоза се метаболизира и се претвара во масти и се таложи. И викаме ние, не јадам, а се дебелеам. Меѓутоа не се дебеле, него вишокот адреналин и кортизол ја претвара гликозата во масти, мастите се лепат во стомакот, задникот и во гушата. Затоа треба да се најде начин да се менаџира. Апсолутно. Значи ние мораме затоа по светските кардиолошки конгреси и протоколи велат 4 пати во неделата минимум по 45 минути физичка активност. Што значи тоа? Тоа значи брзо пешачење, трчање, возење велосипед, посетување на фитнес центри, ги имаме во држава буквално во секој град, така да тоа е еден начин како да го најдеме начинот да исканализираме нашата енергија. Дури качувањето на планина и пеење или силно викање е начин да го извадите адреналинот од себе. Секој треба да си го најде својот филтер. Треба да си го најдете филтерот, да. А што е со оние лица кои што се во депресија или пак се постојано анксиозни и поради тоа се под стрес? Дали кај нив е зголемен ризикот за болести на срцето? За жал, ги имаме такви пациенти, ќе кажам, или дел од нашето население, се повеќе и повеќе. Самата обштествено, социообштествена состојба на Балканот, генерално ќе кажеме, доведува да луѓето стануваат анксиозни. Та анксиозност во еден момент претрпува промени, паѓаме во депресија. Таа депресија ни прави да не може да спиеме, да не можеме да функционираме, да не можеме да бидеме физички активни. И целото тоа не враќа назад према атеросклерозата. Така. Атеросклерозата е состојба на заболување на крвните садови кои што предизвикуваат запушување, стеснување и зголемување на ризикот од смрт кај сите луѓе. Така да самата депресија и самата анксиозност се два главни, да речеме, симбиотски фактори кои што генерираат дополнително стрес за организмот, бидејќи ние со овие симптоми не можеме да си го организираме времето, ние не можеме да се фокусираме за да ја завршиме својата работа со цел да енергијата, адреналинот кој што го добиваме секојдневно од стресниот живот кој што го живееме, го исканализираме. И на тој начин ние правиме хроничен стрес, правиме хроничен замор, правиме хронична анксиозност од депресија, правиме состојба каде што во еден зачаран круг крвниот притисок почнува да расте. Подиме на лекар, добиваме таблети за крвен притисок, па ние како тоа да го објасниме пред нашите пријатели, пред нашите роднини дека јас земам лекови за притисок, па тоа е проблем, психички проблем навлегуваат пациентите, па се борат сами со себе како да признаат дека се болни, а имаат де факто висок притисок. И тоа е, верувајте, една тешка битка која што и ние како лекари ја водиме со пациентите за да ги убедиме дека одредена терапија треба да ја земаат.
И не само терапијата, ние како лекари ќе дадеме терапија, меѓутоа најбитниот дел од лекувањето на пациентите се самите тие. Да си го сменат својот биоритм на живење, да си ја сменат начинот на исхрана, да го сменат, значи, да зголемат физичката активност. Така, но вела дека хроничниот стрес пак води кон лоши животни навики, како што е пушење цигари, пиење алкохол, нередовна исхрана, отсуство на физичка активност, така што сето ова е еден маѓепсен круг и од кој што е тешко да се излезе. Генерално е така, меѓутоа пак ќе се навратиме на назад. Сите овие се фактори ризик нели за кардиоваскуларни болести. Ние се ги спомнавте цигарите. Број еден ризик фактор за сите кардиоваскуларни заболувања е стресот. Така. А се добро кажавте дека стресот, пациентите кои што се под хроничен стрес или се конзуматори на цигари или конзумираат алкохол или пак конзумираат нездрава храна. Да се смира, така. Зошто е тоа така? Заради тоа што кај пушачите вовлекувањето на никотинот во нашето телот ги задоволува никотинските рецептори во мозокот и имаме едно чувство на задоволство и тогаш почнува да се лачи фактички ендорфинот. И овие пациенти, односно пациенти, оваа група на луѓе кои што се конзуматори на цигари под стрес, значи своето олеснување од стресот, во наводница олеснување, го добиваат кога ќе вовлечат никотинската цигара. И тогаш мозокот се опушта. Алкохоличарите, значи, или оние кои што се уживаат во алкохолот, да речеме алкохоличари, алкохолот го предизвикува лачењето на ендорфинот. Кај оние кои што се обезни, па типот на брзата храна, дали тоа ќе бидат бургерите, пиците, нездравата храна предизвикува додека ја јадат, додека ја џвакат, предизвикува едно задоволство, односно задоволството е ендорфинот. Пак се враќаме на хормоните, ендогените хормони кои што предизвикуваат да чувството на задоволство од тоа што го правиме, цигари, алкохол, нездрава храна, прави да ние се чувствуваме добро, меѓутоа тоа е краток момент. Додека ги конзумираме цигарите, алкохолот или храната, тие се 30 минути задоволство, меѓутоа потоа влегуваме во добри 5-6 часа мака, бидејќи цревата кај нездравата храна почнува да се мачи, бидејќи треба да се таа храна свари, да се пушти преку цревата да абсорбираат, да влезе во крвта, па да се активираат метаболните процеси на јаглихидрати, масти, на протеини, а ние во брзата храна имаме комбинација од сите овие типови на храна и ние правиме еден шок, нов стрес на организмот, кој што организмот повторно лачи адреналин, лачи кортизол и повторно се враќаме назад. И ваквите луѓе стануваат пациенти на долгорочна стаза, и тоа не многу долгорочна, збориме за месец, дена, два, влегуваат во групата на пациенти кои што ќе имаат висок притисок, кои што ќе имаат тегоби со стомакот, ќе имаат тегоби со столицата, ќе имаат проблеми со килажата, влегуваат во хроничен замор, ненаспани, стануваат ненаспани, заради тоа што цела вечер метаболизмот работи да ги свари сите овие комбинации на храна кои што се внесени во организмот и ние фактички во периодот од 6 часа кога треба да се регенерира организмот, да се одмори нервниот систем и мускулниот систем, ние стануваме преморени заради тоа што цела вечер организмот и метаболизмот работеле да ја искомбинираат и распределат лошата храна која што сме ја внеле во нашиот организам. Стресот е поврзан и со празниците. Како може да го влошат кардиоваскуларното здравје пред сека луѓето кои што имаат некаква постоечка болест? И дали е вистина дека за време на празниците почесто се јавува инфаркт и аритмија? Па вака сега, ние сите веруваме, сме религиозни христијани или муслимани, како и да е по религија, веруваме во нашата религија и се држиме по словото на религијата кој што го проповедаат и едните и другите, меѓутоа постите кои што ги даваат религиските празници и така натаму се уствари самата религија уствари проповеда здрав живот. Ме разбирате, значи постите ги имаме ние, великденски пости, имаме предновогодишни пости, сега не ги многу разбирам тие работи, меѓутоа генерално тоа е начин на кој што организмот треба да се прочистува. Вика да се прочистиш пред празниците. Тоа е уствари и самата религија го кажува дека организмот му треба прочистување. Што значи? Ние треба да најдеме начин. Не ради празниците, ради самите себе. Дека во текот на едно 24, на едно деноноќе или пак во текот на една недела, седмица, ние треба да имаме денови кои ќе го буквално исчистиме организмот од сите токсини кои што се ствараат при конзумирањето на храната. Значи најглаве прочистувач е водата. Значи конзумирање на вода, секој организам секој човек треба да конзумира од 3 до 4 литри вода на ден. Тоа е задолжително, бидејќи
Ако дојдеме чувство дека сме дехидрирани и дека сме жедни, тоа е знак за дехидратација веќе. Тоа не значи дека ние сега треба да пиеме вода. Ние треба да пиеме вода саат време пред да почувствуваме жест. Така да самото постење предизвикува проблем за организмот. Например, имаме голема популација која што ги почитува постите и пости 2-3 недели ќе завршат постите и почнуваме да се враќаме на нашите стари навики. И ние во тој период конзумираме превиќе, премногу храна, мешаме све што сме пропуштиле, сме пропуштиле наназад со постите и се прејадуваме. Меѓутоа никаде во религијата не пишува дека кога ќе завршат постите треба да се вратиш и да јадеш се што си пропуштил во периодот. Него постите кажуваат дека треба да продолжиш на таков начин, испостнички начин на живот. Исто го и ние лекарите да зборуваме. Ние не треба да се лишиме од исхраната. Ние сме балканци, балканците имаат посебен метаболизам и ние имаме посебна генетика. Ние не можеме да јадеме како французите или не знам како италијаните, меѓутоа ние јадеме како балканците. И ние сакаме да имаме мешавина на храна, меѓутоа ако ја намалиме количината од 50% на што треба, што се нуди во нашите менија, ние сме завршиле работата со здравиот живот. Значи со редукција. Прво да почнеме со редукција, а потоа да почнеме со правилно комбинирање на хранливите материи и тогаш ние ќе дојдеме во една нирвана, ќе речеме, ќе бидеме задоволни од она што го нуди балканската кујна, нашата кујна, ќе имаме соодветна внес во нашиот организам. Точно е дека после секоја нова година, после божичните празници, во Штипската клиничка болница бројот на инфаркти се зголемува во тој месец за некои 30-40%. Секој јануари месец имаме прилив на инфаркти. После постите во велиденските пости повтор имаме прилив на инфаркти и тоа е резултат на... Еве го објаснивте како последица на што се јавува. Ќе ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат во програма, почитувани емисијата е контактна. Ајде да проговориме за психосоматските симптоми. Може ли да се случи кога некој под голем стрес да почне чувствува градна болка, да чувствува аритмија, да ги почувствува сите симптоми на инфаркт, да појде на кардиологија да му рече дека има паничен напад? Па видите, како што ти кажавме пред малце, срцето е емотивен орган и неговата реакција, односно неговата акција е реакција на емотивната состојба на самиот човек. Дали ние ќе бидеме среќни, тажни, ќе бидеме нервозни или благопријатни, се зависи тоа како ние ќе преципираме енергијата која што ја добиваме, односно состојбата во која што се наоѓаме. Самиот мозок диригира дали срцето ќе почне да работи забрзано или успорено, и тоа е нормална работа. И ваквите пациенти, за жал или за среќа ќе кажеме, доваѓаат во нашите институции, дали во Штип или во Скопје или во другите градови, и генерално тие ги имаат истите симптоми. Пошто денеска интернетот и овие чат GPT, Artificial Intelligence, буквално ви ги соџвакуваат работите да вие со еден напишан коментар акутен коронарен синдром, симптоми, ќе ви излезат сите симптоми, ќе си ги препознаете. И ќе си дојдете вие на доктор дека имате инфаркт веќе со диагноза. Меѓутоа, лекарот е тој кој што треба да направи соодветни неинвазивни испитувања, со кои што ќе процени дали оваа забрзана работа на срце, дали оваа емотивна состојба на самиот пациент е причина ради срцето или е причина ради емоциите. Дали тешко се диагностицира оваа разлика? Генерално не. Уште на ЕКГ-то ние знаеме дали што се случува со пациентот. Нормално не го оставаме пациентот само на врз база на ЕКГ, му се прави и ехокардиографски преглед. И на крајот мора да добие и коронарен стрес тест, односно тест на оптоварување, каде што ние го ставаме на трака или на велосипед пациентот одреден временски период по одредени услови, каде што го мониторираме срцевото работење под ЕКГ и мериме крвен притисок да видиме дали за време на тој напор срцето доволно се храни со крв, се добро снабдува со крв и дали срцето соодветно на напорот реагира, за да знаеме дека тој пациент или тој човек после стрес тестот може да продолжи со физичките активности или ќе има потреба да правиме коронографија или да го пратиме на електрофизиолог или да го пратиме на дополнителни испитувања кои што ќе бидат поинвазивни во однос на неинвазивните. Доколку се работи за паничен напад, а не за срцев удар, како реагираат пациентите кога ќе дознаат за такво нешто и дали потоа оваа состојба може да им се повтори? Па видите, конкретно имавме ситуација пред неколку дена каде што млад пациент дојде во еден паничен напад дека има градна болка во една тахикардија од 115-120 удари во минута
и му направивме ЕКГ, го видовме ЕКГ-то, да ме стекаат градите, му направивме ехо и кога му додека зборувавме дека срцето работи супер, валвулите работат супер, не гледам никакво заболување, пулсот му падна на 80. И вика, не ми е ништо. Не ти е ништо, заради тоа што треба да знаеме дека кардиоваскуларниот систем е секош тесно поврзан со останатите системи, поготово со гастроинтестиналниот систем, каде што самиот желудник многу често поради, како кажавме, типот на начинот на исхрана, јадеме па легнуваме право да спиеме. Па некој има хернија на желудникот, нели? Така, сите овие работи прават хиатална хернија или кил на желудникот, кое што кога ќе почне да се подига преку диафрагмата и да навлегува во градниот кош, прави една непријатна состојба на срцето, односно го дразни срцевиот мускул и он почнува да работи неправилно, да работи забрзано, да имаме чувство на тешко дишење, на болка во градите, а целото тоа да е поврзано со епигастрични, гастроинтестиналните гоби. Меѓутоа, пак ќе кажам, мора тоа лекар да го види, а лекар да го потврди, бидејќи многу често и инфериорните или постериорните инфаркти настануваат па исто како кај гастричната гоба. Нетипични симптоми даваат? Да. Баре тоа се типични болки во градниот кош, меѓутоа од долната страна кај желудникот и викаме желудникот. И често ваквите пациенти ќе завршат на гастроентерохепатолог, меѓутоа колегите се доста спремни и уште на првото ЕКГ веќе знаат го препраќаат право кај нас. Значи секоја болка која што ќе се јави во тој дел на телото има потреба да се испита, да се проследи. Да. Не треба да се занемарува ниту еден симптом на човечкото тело. Така. Значи, многу мене ме критикуваат во колата било како крцкање или звук ме нервира и морам да ја носам на сервис. Истото и човечкото тело. Не сме да имаме крцкање, не сме да имаме проблеми. Треба да функционира флуентно се. Имаме гледачи, добив знак, ќе ги вклучиме во програма и ќе ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Ве молам, пред една недела вече жена поинтензивно работев, а имам 71 година, едно 14 сати бев активна, не некоја тешка физичка работа, меѓутоа преку ноќта и малку психички стрес имам и преку ноќта осетив болки во меѓу плеките, али во грбот, повеќе на левата страна. Тешко дишев, не можев краток диш имав и при дишењето осеќав болка, па малце медитирав, па малце ми се посмири. Дали мерев крвен притисок, крвниот притисок ми беше 132 со 80 и 70 и после отидов на матичен лекар, се сомневав дека нешто е проблем со срцето, меѓутоа она ми рече дека наводно стегнување на мускулите, пошто нешто и потешко дигат и ми даде кетонал. Сега помина, дали треба нешто да дојдам на кардиологија, некои испитување да направам? Така, дали за ова состојба бара проследување поинако? Не прашаме пациентката дали се испотила за време на таа физичка работа, дали на линија, дали при физичката активност се испотивте? Да, имаше и македонскиот синдром промаја, дали ве фати промаја? Па може би и тоа, да. Вака сега, ова што го кажувате и самите симптоми дека се јавиле после 4-5 сати од физичкиот напор, нормално, штом сте биле на доктор или направиле ЕКГ и дека тоа ЕКГ... ЕКГ не ми направи докторката, само рече наводно поради тешко дигање и стегнување на мускулите. Значи, задолжително да си направите едно ЕКГ, бидејќи на ЕКГ-то ќе се видат било какви промени доколку е поврзано срцето, мада не верувам, пошто ова што го кажувате и самата симптоматологија иде во прилог на мускулоскелетна болка, како што и кажала матичната лекарка. Така да верувам дека со 2-3 дена парацетамол се смириле овие симптоми и овие веќе тегоби ги немате и денеска и кога се движите физички, кога сте активни, веќе не се заморувате, не ве стегаат градите, тоа се знаците за срцевата болка. Значи вие кога имате некаков срцев инцидент, дали е тоа минорен или мајорен миокарден инфаркт, веќе вие наредниот ден и да сте го прележале, наредниот ден нема да имате истата сила, истата кондиција како што сте имале претходните денови. Така да предпоставувам дека е само мускулоскелетна болка, меѓутоа повторно ќе кажам, едно ЕКГ да се направи, една лабораторија да се земе, не е на одмет, бидејќи тоа ќе даде голема доза на информации кои што ќе ве смири вас како пациент, па и лекарот кој што ве води да си знае дека е на прав пат, бидејќи многу фали некош за многу малку да пропуштиме диагноза и тогаш да направиме голема белја за пациентот. Кај нас во клиничка болница Штип ние имаме
а тоа е од 2014 па до денеска, приоритет кога ги гледаме пациентите, ги гледаме прве на ехокаротидните, па го гледаме срцето и ја гледаме абдоминалната аорта. Бидејќи тоа се три момента кои што можат да променат нечи живот во наредните 2-3 часа. И се случи кај пациент кај мој роднина да ги видам каротидите, го видам срцето и стомашната аорта заборев да ја видам во моментот нешто се зазборувавме, стана викам, аве врати се стомашната. Да го пропуштев, да не ја видов стомашната аорта, ќе пропуштевме сериозна болест, тоа е аневризма на абдоминална аорта. И тоа беше над 67 мм, огромна пред прскање и итно го пратевме за операција. Колку малку ќе фали, да речеме, како искусни лекари, малку фали да испуштите, додека разговарате со пациентот, да испуштите еден дел од вашите протоколи на прегледи за да направите пропусти и да се деси оно што не треба да се случи. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Убав ден, имате. Ви благодарам. Сега во Скопје. Така. Јас претходно го слушав докторот што ми кажа тие симптоми, баш тие симптоми јас ги имам и ги чувствувам, како што кажа, од желудникот поди нагоре до градите тука и таа болка се чувствува почесто пати. И сега не знам како да објаснам, затоа што тоа што го кажа докторот го кажа е све некако што го рече така мене ми се случува. Така имате... Предпоставам... Дури доаѓа и до некојаш нели до повраќање таква работа што јас тоа можам да го отфрлам, нели, ама не знам што треба да направам сега во случајот. Какви испитувања треба понатамошти да направите за да се утврди зошто ви се јавуваат овие симптоми? Што советувате? Предпоставам дека зборува пациентот за градна болка и за хернијата. Градна болка, вам кажа и повраќање, пождригнување, предпоставам, значи големи се шансите за ова диагноза, односно диференцијална диагноза, да размислуваме за гастроинтестиналниот тракт повеќе, него ли за срцето, меѓутоа, едно ЕКГ, едно ехокардиографија на срцето, денеска тоа може да се направи во државна болница, во приватни институции, имаме доста добри колеги кои што работат ехокардиографија и еден стрес тест. Со тие три работи исклучуваме било каков кардиоваскуларен инцидент. Понатаму, ако овие три работи се во ред, ако ЕКГ-то е уредно, ако ехокардиографијата и доплерот на каротидите се уредни, ако стрес тестот е негативен, односно негативен за коронарна болест, однак пациентот ќе треба да си продолжи да се исследува за желудникот, да направи гастроскопија, гастроинтестинален преглед уствари, па колегите ќе се одлучат дали треба да прави гастроскопија или понатаму некои други исследувања кои што ќе треба. Сега не го прашавме пациентот за обезноста, дали е дебел, дали е слаб пациентот, дали ослабнал нагло или па се поправил нагло, повеќе фактори кои што влијаат на ситуацијата, дали имал стрес, нервози и такви работи кои што дополнително ние зборуваме за срцето, меѓутоа самиот адреналин кој што го лачи мозокот при за време на стрес го дразни и прави лезии на желудникот, на цревата. Така да кога ќе ги земеме сите фактори, се е поврзано, така да од срцев инфаркт се умира брзо, а од желудични тегови се умира споро. И се умира долго. Така да тоа е повторно една мака која што пациентите морат да си ја решат, а тоа ќе го направат нормално со соодветни гастроинтестинални прегледи и уреден начин на живот пред се. Докторе, оние кои што имаат некакви проблеми со кардиоваскуларниот систем, кои што се последица на стресот или пак доживеале паничен напад, покрај третман кај кардиолог, потребно ли е да се консултираат и со психолог? Потребен ли е мултидисциплинарен пристап? Па ние од неколку 20 на 30 минути зборуваме мултидисциплинарно. Значи ние цело време го поврзуваме мозокот со срцето, а мозокот е невролозите и неврохирурзите. Така да веќе имаме битна работа за да го смалиме стресот да се јават кај невролог. Зборуваме дека стресот влијае и врз желудникот, влијае и врз ендокриниот систем, значи зборуваме ендокринологија, гастроентерохепатологија. Буквално ние зборуваме пациенткава со пролада, па ортопедија и така натаму. Сите овие се мултидисциплинарни состојби. Така да ние еден пациент, како што го кажав, пациентот кој што доби срцев удар пред 5-6 години, кој што остана жив, меѓутоа он живееше со проблемот дека има слабо срце. И на тој човек му треба психолошка поддршка.
тој мора да посети психолог, мора да посети психијатар, не ради тоа што во нашава држава се уште живееме, можеби 5-10 години назад и посетувањето на психолог или психијатар значи дека нешто не е во ред со тебе. Не е точно. Разговор со стручно лице, психолог ли ќе биде тој или психијатар, е многу битен за да знаете каде да го најдете проблемот во вашите мисли. Бидејќи ако го решите вие проблемот во мислите, верувајте дека организмот ќе си ја најде таа своја хармонија и ќе си ја влезе во својата нирвана. Така да, апсолутно е ситуација сега што се случи во Кочани, во немилиот настан во Клик. И ние лекарите, после целата таа состојба што имавме во клиничка болница Штип, имаме потреба од психолози, па да разговараме, па ние меѓу себе сме си психијатри и психолози си разговараме, се со цел таа емоција која што сме ја добиле, да ја канализираме и да најдеме начин. Целиот народ се соочи со еден огромен стрес. Да. И сега сите овие пациенти не е само лекувањето на изгорениците, не е лекувањето на раните, не е лекувањето на скршените раце, нозе. Имаме сега и емоција која што треба да се лекува. Не зборуваме за починатите дечиња на нивните фамилии. Треба да разговараме и треба самите тие да посетуваат и лекари, меѓутоа и психолози. Исто така и оние кои што ја преживеале оваа трагична состојба, не само во Клик, во Пулс, зборуваме буквално во секојдневието, дали тоа собраќајка, дали тоа не најдена неубава состојба за било кое семејство, задолжително мора да се посети психолог, да се разговара со психологот, за да ние лекарите продолжиме со нашиот дел да лекуваме. Бидејќи лековите што ги даваме за притисок, даваме лекови за регулирање на пулсот, тие можат да го држат вештачки пулсот во една нормала, меѓутоа тоа не е трајното решение за пациентот. Мозокот се уште генерира адреналин, лачи адреналин, организмот го генерира и ние се бориме со тој адреналин и само ги покачуваме дозите на овие пациенти, а не го решаваме главниот проблем кој што ги предизвикува сите овие работи. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, едно навистина интересно издание за гледачите. Ми беше задоволство да бидам дел од вашата емисија и темата бе, веруете, во нашето секојдневие ние се бориме со токму овие концепти на прашања кои што денеска вие ги осмисливте и направивте да пред вашата аудиторија и нашата држава луѓето си ја најдат маката во животот. Ви благодарам уште еднаш. Ке им се заблагодарам и на гледачите што не следе и денеска со внимание. Почитувани, се гледаме секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути кога зборуваме за здравието. Ви посакувам пријатен ден.